Добар ден, почитувани. Ова е најновата епизода на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Секој здравствен проблем што го има детето ги плаши родителите. Шумот на срце е прилично честа диагноза во педиатријата, докато родителите создава страв дека нивното дете има болно срце или пак некаква срцева мана. Но може ли да се јави шум на срце кај здраво дете, што доведува до една ваква појава? Во кој случај постои причина за грижа и дали децата со диагностициран шум на срце смеат да бидат физички активни и да вежбаат? Имаме бројни прашања кои што денеска ќе ги упатиме на доктор Иван Милев, педиатар кардиолог од специјализираната амбуланта по кардиологија Кардиоарт во Штип. Разговорот ќе го проследите по рекламниот блок. Останете на Телма. За шумот на срце во детска возраст денеска разговараме со доктор Иван Милев, педиатар кардиолог. Докторе, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Добар ден, ви благодарам на поканата. Се надевам дека ќе успеам да одговорам дел од овие прашања и дилеми што постојат се уште во однос на тие шумови во детската возраст. Докторе, однодамна работите во Штип, но се уште во Скопје имате некоја амбуланта? Да, мислам во Штип сум со полно работно време, но се уште сум консултант во специјалната болница Жан Митрев и по кардиовита во амбулантата за кардиологија во Бутел. Работите таму и со деца, предпоставувам? Да. Така. Денеска ќе се задржиме на детската кардиологија всушност, а не на интервентната, бидејќи тоа го работите. Ќе зборуваме за оној проблем со шумот на срце, диагноза што често добиваат децата кога ќе поидат кај својот педијатар. Родителите тогаш се навистина во еден шок и паника. Дали нивните деца имаат болно срце? Да. Па за оваа тема многу пати и повеќе пати сме разговарале и во вашата куќа. Може би поминати се десетина години откако беше моето прво гостување во Телма и секогаш ми е многу пријатно да разговараме во овие услови. Сакам да кажам дека шумот на срце е една екстремно честа, многу честа појава во детската возраст. И во зависност од литературата што ќе ја користите, ќе најдете податок дека негде од 50 па до 80% од сите деца на возраст од 1 месец до 18 години или повеќе ќе имаат шум на срцето. Тоа значи дека ако во една установа, градинка, училиште или слично, направите еден скрининг и ги преслушате сите деца, кај 8 од 10 деца ќе слушнете шум на срце, што е една огромна бројка и што самото себе покажува дека најверојатно тие деца се здрави, дека немаат некаков проблем. Проблемот настанува кога таа информација ќе биде соопштена на родителите. И тука е многу важна улогата на педијатарот да тоа го објасни на еден реален начин кој што нема да носи некакви заблуди или нема да остави простор за недоверба, за нови истражувања, за проверување на интернет и слично. Бидејќи знаеме дека интернетот е одлична метода за истражување, меѓутоа ако знаеме што бараме во неа, бидејќи тука можеме да најдеме и различни податоци и затоа треба таа конфузност да ја прекинеме уште во самиот почеток. Најнапред се најдуваме на оние информации кои што будат огромна паника. Да. На лошите податоци. Да, затоа што шум на срце кај еден возрастен човек значи срцева мана. Значи, срцева мана, што значи дека тој пациент или тој човек има некој проблем со срцето и заради кој проблем понатаму ќе треба да се доиспитува, да се лечи, да се оперира, да оди на некаква интервенција и слично. И затоа ако ќе кажеме терминолошки шум кај еден возрастен, тоа значи генерално срцева мана. Ако ќе кажеме шум за дете, најчесто е бениген или невин или педиатриски функционален шум го викаме или шум на здраво дете, на здраво срце. Така, шум на здраво срце, познати ли се причините што би можеле да доведат до овој шум на здраво срце, шум кај здраво дете? Има ли некои состојби кои што го предизвикуваат? Еве јас ќе ве запрашам конкретно дали е точно дека брзиот раст на детето може да доведе до шум на срце? Така се кажува во педиатриската пракса дека брзиот раст прави шум на срце, меѓутоа генерално тоа е една физичка закономерност, односно само да поедноставам што значи шум. Сега ние кога го слушаме срцето имаме некакви звуци.
Тие звуци се на тонови на срцето кои што настануваат заради отварање и затварање на вентилите или валвулите на срцето. Се она друго што ќе се слушне надвор од тие тонови се вика дека е шум. Сега, зошто Со стетоскоп тоа може со да го стетоскоп, да, послушнете. фактички шумот се открива со стетоскоп. Сега зошто што е тука битно да се каже? Кај децата градбата на телото е сосема различна од кај возрастните. Например, количеството на вода е поголемо. Брзината на протокот, односно кардиак аутпутот или минутниот волумен на срцето е поинтензивен. Дебелината на мускулната маса и на масното ткиво кај децата е помало. И сето тоа ствара услови да крвта, кога се движи низ залистоците, низ артериите, да прави некаква бука, која што не е поврзана со тоновите на срцето. Таа бука во терминологијата се вика дека е шум. Шумот кој што се јавува на овој начин е физиолошки шум, односно срцето е здраво. Сега постојат и патолошки шумови или шумови на болест, на срцева заболување. Например, поедноставно, ако вие земете едно црево со вода и прскате, тоа не прави никаква бука. Ако го стиснете цревото, ќе слушнете шуштење. Истото се случува и во срцето, ако има некаков отвор или стеснување на залисток и слично, ќе слушнете шум. Тој шум е патолошки, односно е поврзан со болест. Обратно, овој шум кој што се јавува заради една хипердинамичност или една забрзана циркулација, забрзан проток во услови на тенограден кош, на повеќе вода во телото, на услови кои што можат да ја забрзаат срцето, температура и слично, ќе направи да тој шум се слуша во моментот и е посилен него кога детето е, например, здраво. Значи, кога е болно, има температура, тој шум ќе биде поизразен. Па да, затоа што тогаш срцето работи побрзо. Нели? Секој степен на Целзиусово ја качува негде фреквенцијата за 12 до 20 во минута. И тоа ствара услови да крвта кога се движи низ циркулацијата ствара поголема бука и затоа најчесто тие шумови се откриваат кога детето е нешто болно. Например, здраво дете кое што трча, кое што нема никакви потешкоти, оди на преглед, не го слушаат шумот. Истото тоа дете после неколку недели, месеци ќе добие некаква инфекција, ангина, настинка, слабокрвност, ќе се појави шум. Тогаш шумот се потенцира. Ние имаме и, например, во амбулантата начин да тој шум го провоцираме. Неколку пати ќе му кажеме на некој дете, ако е поголемо, нормално да чучне и стане, и тогаш во легната состојба шумот ќе биде посилен, во исправена ќе се намали. Тоа се некои финеси на и тоа значи ке физиолошки, така? Што се менува? Да. А ако станува збор за органски шум, ќе биде органскиот шум не се менува. Ист интензитет? Да, можеби при тахикардија ќе биде побрз, но интензитетот му е ист и тој секогаш е поврзан со некоја промена на срцето или на крвните садови во срцето. Што од друга страна, па сега повторно морам да кажам дека мојот прв проктор во интервентната педиатриска кардиологија велеше дека постоење на дупка во срцето не значи и болест. Значи многу пати родителите и кога имаме органски шумови и некои ситни, ќе ги наречам ситни или мани кои што не прават голем проблем на хемодинамиката, на протокот на крв, тоа се уште не е болест. Тоа болест настанува кога детето ќе се измори, се изморува полесно од другите деца. Кога ќе има симптоми? Кога ќе има симптоми, да. Но тоа се повторно органските шумови. Овие функционални шумови се екстремно чести и апелирам многу пати и до сега и од сега дека тие шумови тие деца треба да се сметаат за здрави. За здраве. Искусниот педијатар претпоставувам дека може веднаш да процени дали се работи за функционален шум или пак органски, или не е така тоа едноставно. Треба ли родителите да појдат на детски кардиолог? Генерално да. Меѓутоа никогаш не треба да се занемарува шумот во смисла дека јас сум бил сведок на колеги мои кои што чисто деца заради така наречен невин шум, односно се сметало дека е нели функционален, и првиот ехо преглед на возраст од 14-15 години ќе открие присуство на например дупка во срцето. Така да постои едно правило дека секој шум на срцето треба да биде ехографиран. Да биде ехографиран, бидејќи денеска со ехото можеме да ги откриеме повеќе од 95-98% од проблемите на срцето, така да секој шум треба да биде ехографиран.
Друго е прашањето дали тие шумови функционални треба да ги повторуваме прегледите. Затоа постојат исто така правила кои што велат дека ако прегледот е направен квалитетно со соодветен апарат и со добар преглед и се исклучи срцева мана, понатаму прегледи само заради постојање шум не би требало да се прават. А дали доколку детето има функционален шум на срце, тој проблем ќе се повлече со текот на времето? Да речеме, ќе исчезне ли до одредена возраст? Па ретко може да се слушне функционален шум на една млада девојка или жена од 25-30 годишна возраст. Обично тоа се слаби, тенки луѓе кои што имаат помала изолација на ткивото и тоа хипердинамичноста на крвта при температура може да предизвика шум. Иначе, во принцип, кога ќе се изгуби шумот, е апсолутно индивидуално. Некои дебели машки деца ќе го изгубат шумот побрзо, на 10, 11, 12 години. Некои тенки, високи девојчиња или машки деца покасно. Све зависи од градбата на телото. И тука исто така има една често пати забуна дека имаат децата некакво отворче, дека заради отворчето имаат шум и т.д. и т.д. Тука пак ќе кажам дека самите педиатри треба да бидат рационални во објаснувањето и да кога веќе детето ќе се ехографира и ќе се добие наод дека нема никаков проблем, да не ги интерпретираат шумовите како некаков физички или органски проблем на срцето, него да ги објаснат дека тоа е едноставно во склоп на растот и дека тоа е сосема бенигно, односно не опасно. Може ли функционалниот шум на срце да си остане присутен до крајот на животот? Не. Не. Значи мора да се повлече на одредена возраст. Не. Обично велат дека со пубертетот ќе заврши сето тоа, со крајот на пубертетот. Пикот или инциденцата на шумовите е негде третата година, со тоа што може и уште кај новородено да се слушне, а генерално повлекувањето е во пубертетот или после пубертетот. Марија, едно бебе има 80% вода во телесната содржина, ние имаме возрастните како стареме и ќе ни падне процентот на вода и до 60%. Тоа значи дека нашата протокот на крвта ни, крвните стадови кај нас е побавен него кај децата. Кај децата, и кога ги ехографираме, например, има поголемо струење побрзо струење на крвта, бидејќи така им е градена. Така побрз е и пулсот? И пулсот е побрз. Така е градена циркулацијата, така да затоа се случуваат тие шумови. Доколку се потврди дека шумот на срце е функционален, смее ли детето да вежба, да биде спортски активно? Апсолутно да. Значи тука не треба да се порано се препорачуваше да се мирува. Да, тоа беше порано. За жал беше така. Сега веќе сме 21 век, јас често пати на моите пациенти им викам дека помина времето на, да речеме, оние времења кога многу деца веројатно беа неправедно тргнати од спортот. Гледате какво време доаѓа епидемија на дебелина, епидемија на дијабет, епидемија на електронски девајси. Децата имаат се помалку време за спортување и навистина нема никаков резон и медицинска оправданост да едно дете кое што има желба да спортува и има некаков функционален, односно неоргански шум на срцето, да го спречувате од тренинзи. Маса на такви деца во минатото беа исследувани, проверувани, ехографирани и така натаму. Ама тоа се веќе минати времења. Среќен сум заради тоа и мислам дека тој концепт уште на почетокот на пред 15 на години почнав да го прокламирам јас барем на моето работно место и гледам дека сега веќе се повеќе така тоа се прави така, значи не се ехографираат сите деца. Например, до пред 24-5 години, секој дете со шум на срцето беше еднаш годишно ехографирано. Значи, тоа е огромна малтретирање за родителите, за болниците, за докторите и така натаму, но тоа може да се, да кажам, оправда со тоа што
Во тоа време апаратите, ехографските апарати беа и по-лоши и докторите што гледаа имаа помалку можност да прават квалитетни прегледи заради тие апарати. За да не се пропушти нешто. За да не се пропушти нешто и така натаму. Но сега тоа е надминато, како што споменавте, деца со физиолошки шум на срце не треба да прават вакви само заради редовни... шумот, да. Само заради шумот, доколку е утврдено дека всушност имаат шум на здраво срце, да. Така. Ќе ги вклучиме гледачите, сигурно имаат прашања во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Почитувани, ќе имате можност да поставите и некое ваше прашање, некоја ваша дилема на телефонскиот број што ќе биде испишан на екранот од доктор Иван Милев, педијатар кардиолог е во студиото на Телма. Тој ќе даде појаснување на сето она што ве мачи со шумот на срце во детска возраст. Докторе, доколку пак сепак станува збор за некаква срцева мана, дали децата ќе имат и некои други пропратни симптоми? Така. Еве, јас ќе ве прашам нешто што често го прашуваат родителите. Доколку бебето се поти на главчето, додека цица, или пак прекумерно се поти мало дете, треба ли да се посумневаат на вакво нешто? Потењето како симптом може да биде поврзано со проблем на срцето, односно со постоење на најчесто на некаква комуникација или отвор во коморите, пред коморите или меѓу артериите на срцето, при што тоа дете манифестира потење како резултат на една срцева слабост, како знак на потење на срцевата слабост може да биде прекомерното потење. Меѓутоа, срцевата слабост и потењето не е, срцевата слабост има и други симптоми, не е само потењето. Обично тие деца што се потат повеќе имаат проблем со срцето, имаат и други знаци од типот на послабо напредуваат во телесната тежина, хипериритабилни се, многу се разразливи, многу плачат. Кој ќе го измерите на вага, ќе видите дека има помала килажа и висина за возраста. Имаат почесто проблеми со дигестија на храната и слично. Значи, повраќаат или слично, така да тие знаци се веќе знаци на некоја мана на срцето, која што е посериозна, значи која што е органска мана и која што потењето е знак на срцевата мана. Значи, генерално срцевите мани, сме разговарали за тоа, можат да се класифицираат на мани кои што ќе се појават во првите денови или часови од раѓањето и мани кои што ќе се појават подоцна. Новородените може да имаат срцеви мани и 1/3 од тешките срцеви мани се појавуваат веднаш на раѓање. Се друго што ќе помине понатаму ќе биде покасно диагностицирано и ќе треба секоја мана индивидуално да се проследува. Имаме гледач, ќе му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Вака, јас имам внук од 10 години. Така? Некаде пред 3 години, кога имаше 3 години, му беше појавено, слушаја докторите, шум на срце. Меѓутоа, внукот живее во странство и сега има 10 години, предложи педијатарот да оперира крајници, пошто имаше повеќе антитела. Дали е тоа правилно или не, инаку носење многу пати на кардиолог и како не е тој шум опасен, како што кажува и докторот, меѓутоа дали беше потребно да се оперираат крајници. Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, доктор. Крајниците се оперираат доколку постои медицинска оправданост за операција. Тоа се чести тонзилофарингити, значи чести инфекции кои што му даваат лош квалитет на детето, лош квалитет на живот на детето. Понатаму, доколку има пречки во дишењето и спие со отворена уста, се хрчи ноќе кога дише. Има чести крајници кои што дати со инфекција на ушите, значи отити, или кога веќе има појава на некаква наглувост заради чести инфекции. Значи, само заради тоа што во крвта имало антитела, без други клинички знаци,
не би требало да се прави операција спрема она што постои сега во литературата. Значи, ние оперираме, односно колегите оперираат пациенти или деца кои што имаат проблем, некои што имаат некаков резултат или наут. А дали чистите воспаление на крајниците со некакви бактерии, како што се стрептококи, може да направат проблем со срцевиот мускул, па како последица на тоа да се јави шум на срце и слично? Да, така е. Можат, меѓутоа, тоа е во теорија, во пракса, денеска за среќа имаме се помалку фебрис реуматика и јас со мојата ревматска треска, да, со моето, да речеме, скромно искуство од 20 на години, сум имал 3 или 4 пациенти со ревматска треска за сите овие години, значи драстично е намален бројот, меѓутоа точно е тоа дека пациенти кои што имаат чести инфекции можат на грлото со стрептококна инфекција може да направат ревматска треска, што може да направи па сериозен проблем на срцето. Но тука не е само ревматската треска, веќе кога ги спомнавме крајниците како можен проблем и влијание на срцето. Имаме деца со мали мани на срцето, например стеснување на аортната валвула или на аортниот прстен, дупка, мала дупка во срцето, пролапс на митралната валвула, односно незатварање на митралниот вентил. Тие деца, доколку имаат, например, чести воспаление на крајниците и имаат поголем ризик да биде таа бактериска инфекција дисеминирана, односно пренесена на срцето и да се добие некаков ендокардит. Меѓутоа не толку во склоп на инфекција на крајникот, него во склоп на некакви процедури. Значи, поправка на зъби или третирање на некој, така да тоа сега веќе зборуваме за профилакса, превенција на бактериски ендокардит кај деца кои што имаат некои полесни срцеви мани кои што не се претходно значи како предиспозиција треба да бидат заштитувани при некакви интервенции. Имаме уште двајца гледачи, ќе ги слушнеме нивните прашања пред да преминеме на она што е предвидено за денешната емисија. Добар ден за следниот гледач. Дали се слушаме со следниот гледач? Добар ден. Јас слушам дека не слуша гледачот, но веројатно повелете. Добар ден. Би сакала докторот да го прашам. Имам внукичка од 6 години. И она се знои често и доста навечер кога спие. Меѓутоа, било што е многу раздражлива и плаче. И кога ќе плаче, ќе ми рече, бабо, ме боли срцето. Дали со тоа треба ние да обрниме внимание и дали има нешто на срцето на детето? Еве ви се јави на таква дилема. Ви благодарам за вклучувањето во програма, повелете. Детето на 6 години обично не може да си ги објасни симптомите. Некогаш децата на таа возраст за прв пат се соочуваат со некакво срцебиење или тахикардија и тоа го кажуваат како болка. Сметам дека тоа не е проблем некаков, дека тука немаме некој органски проблем, но сепак доколку имаат сомнение семејството или ако од педијаторот е кажано дека на слушалка слуша некаква неравномерна работа, аритмија или некаков шум на срцето, дека има смисла да се направи еден обичен кардиолошки преглед. Инаку потењето само по себе, рековме дека не. Често пати се потат децата кои што имаат понизок витамин Д, тоа треска требаше да го спомнам, витамин Д или значи на рахит при побрз раст или потењето на крајот на крштата може да биде конституционално обележи. Значи па да кажеме конституционално, значи исто како што имате вие високи или ниски луѓе, има луѓе кои што се потат повеќе и помалку. И тие луѓе кои што имаат конституционално обележје, тие цел живот ќе се потат. Без разлика на шумот. Докторе, а има ли некои деца кои што се со срцева мана и имаат шум на срце, но е толку тивок што тешко се слуша на слушалка? Да, срцевите мани, како што рековме, многу често се откриваат со шум на срцето, меѓутоа има и
некои срцеви мани кои што се може да бидат многу тешки, а да немаат срцев шум, например, транспозициите. Така да самата срцева мана не е еднакво еквивалент на шум на срцето. Може да, тоа се најчесто тешките цианогени срцеви мани кои што одат со помодрување и се јавуваат во првите денови од животот, тоа нешто преска нешто почнав да зборувам, а тоа се новороденичките срцеви мани. Значи може да немате вие шум, а да детето биде модро, затоа што има промени во комплетно редистрибуција на циркулацијата. Или пак може да бидат некои помали дефекти на пример на предкоморниот септум, често пати се без шум на срцето, а да ги најдете на ехо. Меѓутоа обично тие пак одат со некакви срцебиења, замор и така натаму. Значи не мора да има секогаш шум, но ако пак тоа дете кажува дека има срцебиење или дека докторот наслушна аритмија или неправилна срцева работа, треба да го испрати на преглед. Имам уште двајца гледачи. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам да го прашам докторот. Имам бебе родено 35-та недела. Сега сме 4 месеци, коригирано 3. Имаше шум на срце и последно кога бевме на лекар кажа дека шумот е малку намален претходно. До кој месец би се затворило ако се затвори? Така, значи потврдено дека има отвор, ако разбрав добро, така? Ви благодарам. Беше потврдено дека има отвор и се слушаше на слушалка шумот. Сега бевме пред една недела на контрола, ни кажа дека скоро и да се губи шумот. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма, повелете. Најчесто се тоа, ако е по моје отвори во врвот на срцето или во така наречен мускулен ВСД, кој што се карактеризира со еден интензивен, краток, силен, краток шум кој што се наоѓа на една локација на слушалката и обично тие сами се затварат, така да може да е тоа или е некоја форамено вале, но губењето на шум кој што претходно го постоел е добар знак и можно е да се каже дека да, тој отвор е затворен. Сепак, ако детето е во добра кондиција, не мора сега, но барем кој ќе наполни неколку 9-10 месеци, колку што разбрав сега е 2 или 3, треба да се направи уште еден ехо преглед тука негде, меѓу 6-тиот и 9-тиот месец. Да се види дали е таа дупка затворена. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало. Ве слушаме во програма, сте повелете. Добар ден. Најпрво поздрав до вашата емисија, до вашиот гостин и до вас. Одлични сте. Ви благодарам. Секоја ви чест. Моето прашање може би нема да биде баш конкретно, бидејќи ние немаме диагноза. Меѓутоа аз ќе поставам, ако може докторот накратко само да ми даде некој совет. Се работи за 11 годишно дете, значи школско дете, кое е доста активно физички, значи вежба, карате, пливање и така, и други активности има физички, но систематските кои ги прави обавезно, ради тоа што е физички активен или вежба карате, е се окей. Меѓутоа, 4 пати до сега, во размак да кажем од неколку месеци, се има десен од детето го фаќа паника, некоја со тоа што дава некој одговор дека има некој гушење, тежина, а не знае да каже успади, што се случува. И доаѓа со плачење, не знае да каже што се случува. Наводно го гуши нешто, не му е добро, така вознемирено. Дали докторот еден совет да ми даде, дали има потреба ние нешто поспецифично? Само еве докторот има подпрашање. Дали е тоа при спортот, или на дали е тоа за при спортската активност, додека вежба? Обично се случува да кога е на вежбање или да кажам било да е тоа надворна част по физичко, пливање или на част по карате. Така. Обично е така. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Еве доктор Милев, што ќе посоветува? Тука, или да се направи еден стрес тест, ако е детето високо, мислам 130 или повеќе сантиметри, за да може да оди по тест траката, или да се, ако не може да го направи тестот заради висината, може да направи, мада јас сум правил тестови на 5-6 годишни деца. Зависи од висината тоа. Дали може да се држи за тредмилот, да траката се движи по неа.
Значи да направи еден стрес тест како за еден спортски преглед и тука добро да се оптовари, да се види на висока фреквенција и со поголем замор дали ќе се појави некаква аритмија, бидејќи ова што го кажува господјата може да сугерира на некакво срцебиење, односно неправилен пулс, или ако не може да се направи стрес тест, да се закачи еден холтер за ЕКГ холтер за пулсот, кој што го мери срцето 24 часа и во тек на тоа снимање да се малце дете оптовари пак физички да истренира и да видиме во напор што се случува. Тоа е една од причините. Втората работа може да биде гушењето, како што спомнавме, може да биде и од респираторно потекло. Значи може тука да се работи и за некој проблем со дишење, со алергија, со обструкции или со горно респираторен проблем, крајници и слично, и тоа исто така да прави проблем при спортот. Значи или е дишењето или генерално тоа се тие најчести проблеми што прават замор при спортување на таа возраст. Доктора, се повеќе деца спортуваат, се занимаваат со некаква физичка активност. Советувате ли како и возрастните пред да започнат со интензивни тренинзи да направат една кардиолошка проценка, некој преглед? Да, јас сум малце од минатиот век, пак ќе кажам, и во нашиот век спортот имаше друга димензија и сега. Добрата страна е што сега имате повеќе клубови кај што можете да спортуваат нашите деца, а лошата страна е што повеќето од тие клубови се тренинзите се краткотрајни, без многу форсирање и слично. И сега доаѓаме до она што е тоа спорт. Спортот е движење и физичка активност, но во кој обеме. Така и прегледите. Значи, доколку се работи за, например, 6-годишно дете кое што прв пат почнува да оди на, не знам, карате или на джудо или на обично тие спортови од таа возраст, кардиолошки преглед на здраво срце не треба да прави. Ама истото тоа дете кој ќе направи 10 или 12 години и ќе се квалификува за републичко првенство или за државно првенство, веќе нема републичко, нели? Тогаш треба да направи преглед, бидејќи се смета дека нејзиниот спорт е веќе поинтензивен. Така да би кажал дека секој малце поинтензивен спорт од типот на секојдневни тренинзи или 4 пати тренинзи неделно плюс утакмица викенд или слично, треба да оди не на кардиолошки, него на спортско-медицински преглед. Сега проблемот е во тоа што спортско-медицинските прегледи во најголем дел не завршуваат со функционално тестирање на срцето од типот на стрес тест. Значи, вие на тој преглед, ако направите само ЕКГ и слушалка на тоа дете, не сте му го провериле срцето како се однесува на физички напор. И затоа активните спортисти, па макар и деца од 10-11 години, би требало да одат на тредмил, на стрес тест. Оние што почнуваат тек допрва и се без некакви симптоми, не би требало да ги малтретираме, бидејќи знаеме и сами дека децата ќе сменат неколку спорта во тек на првите години, додека не их се заљубат во некој спорт или престанат да спортуваат. Или сте жал, и тоа се случува да престанат. Да, и сега она што викате, вие се повеќе спортуваат, ама штом дојдат во период, морам да кажам тоа, пошто тоа ми е мене болна точка на 13 или 15 години, повеќето нив престануваат да спортуваат. И морам и тоа да го кажам дека за жал ние ќе се соочиме со една епидемија на дијабет и на обезност за некои си 2-3 децени на светско ниво и во Македонија. Значи индексот на телесната маса, дебелината и дијабетот ќе бидат во пода. За жал, затоа тоа треба се менува. Имаме гледачи, докторе, да им дадеме можност да се вклучат во денешната емисија. Добар ден. Добар ден за првиот од нив. Очекуваме прашањето. Едно прашање, Повелете. Ако може за доктора. Секако. Имам син 4 годишен. Во последниве неколку месеци, неколку пати се случува околу устата да забележиме модрило, значи во пределот од усница кон носот и долу под брадата. Има блед тен, метичниот педијатар е запознан со случајот, му го наслушуваше срцето, веројатно се сомнела на некакви проблеми со срцето и кажа дека е се во ред во тој поглед. Дали треба некакви дополнителни прегледи да направиме, на што да обрнеме внимание? Ви благодарам за вклучувањето во програма и ова еднубаво прашање се случува вакво нешто. Да, многу често доаѓа. Најчесто тоа се бенигни состојби, децата имаат една вазомоторна нестабилност, односно
експозицијата или приемчивоста на капиларите према надворешната температура е таква да може да се случува промена на бојата на кожата, обично таму кај што има најмалку крвоток, тоа се ушните школки околу устата, брадата и слично, крајните делови на телото. И тоа е обично поврзано со конституцијата и со осетливоста на капиларите према температурата. Може би ова дете, не знам, кога било мало исто имало термографизам, односно се гледало дека кожата му е прошарана кога ќе се бања или кога ќе се бања па ќе се облекува. Ако е така, тогаш и нема шум на срцето, не би требало да се прави преглед. Ако матичниот педијатар кажал дека има некакви срцебиење или шум, би требало да се направи преглед. А доколку се бањаат во море, во езеро, излезат и потоа да, исто се прошарат. шарена. Тоа е нормално. Сето тоа е. Апсолутно. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Дали се уште се слушаме? Ми дадоа знак дека се исклучил, во ред продолжуваме понатаму. Докторе, веќе појаснивте дека доколку физиолошкиот шум на срце се прогласи за органски, во тој случај детето нема да вежба емоционален товар, ким и слично. Но што ако е обратно, доколку детето има органски проблем, а се опише проблемот како физиолошки, што е нешто минливо. Дали може да остави тоа некакви трајни последици или во секој случај ќе се открие во детството овој проблем? Органски проблем кој што ќе го засегне срцето, ќе резултира со некаков наот. Значи тоа ќе биде на ехографија, ќе видите отвор, дупка, промена и така натаму. И тоа е веќе наот кој што може да доведе до болест, како што спомнав, ако има симптоми. Значи тоа е органскиот проблем. Обично ова што вие го велите се само може да бидат само решени срцеви мани. Во кој смисол? Например, овие отвори на комората или на предкомората. Голем процент од нив се само излечиви. Што сакам да кажам дека, например, мускулниот ВСД е преку 80% сам ќе се затвори тој отвор на врвот на срцето. Перимембранозниот околу 30%. Малите атриални септални дефекти исто така преку 50%. Значи тоа биле некакви структурни промени на срцето кои што со тек на време или пулмоналната стеноза. Со тек на време самите се коригирани. Во тој случај добиваме ние здраво дете кое што може да учествува во сите спортски надпревари. Значи тоа за него значи едно олеснување, односно можност да биде равноправно со неговите други здрави врсници. Дали шумот на срце е најчестата причина поради која што родителите ги носат своите деца на детски кардиолог? Да, се уште да. И тоа е најглавните знаци на физикалниот преглед на срцето на секое дете, со тоа што повторно тука матичните педиатри се оние кои што можат да кажат во голем процент дали се работи за органски или функционален и дали детето и кога ќе го пратат на преглед. Например, децата до 3 годишна возраст се многу раздразливи. Не можете да ги прегледате многу лесно. Значи им треба или заспивање, или трпение, или играње, или разбирате. И сега ако вие како педијатар го слушнете тој шум и ви се провлекува и сте убедени дека е функционален, можете таа ехографија да направите на возраст од 3 години кога детето ќе биде помирно на природот, но пак ќе кажам дека секој функционален шум треба да има еден ехопреглед, барем еден ехопреглед. Барем еден ехопреглед. Сега покрај шумот на срце, кои се другите состојби заради кои што доаѓа децата за преглед кај кардиолог? Сега начнавме на тема, тоа се овие спортско-медицинските прегледи. Сега имаме, нели, рековме дека имаме повеќе спортски можности и повеќе деца тренираат и често пати доаѓаат на преглед. Обично тоа се здрави деца кои што имаат некои минорни промени на ЕКГ-то, тука пак се соочуваме со интерпретацијата на ЕКГ-то меѓу педиатрите, кардиолози и возрастните интернисти или кардиолози, односно доктори по спортска медицина. И сакам да кажам дека некои од промените на ЕКГ-то во детска возраст се нормални, а тие истите во возрастна група ќе бидат патолошки. Така да заради тоа тие деца се пуштаат на второ мислење.
Аритмиите се многу честа појава. Децата се, да кажем, колку се помали, толку им е целиот нервен систем по-незрел или по-разразлив, така да за очекување дека кај едно мало бебе ќе се јави често пати тахикардија или иритабилност при дразба и слично. Заморот, за жал, се почесто го имаме. Пак е поврзан со физичка неактивност, со морам да ги кажем овие мобилниве телефони, лаптопи, таблети и слично, се повеќе децата ги користат и тоа вистински зависници се. Стануваат зависници и тоа е штетно и за нивниот развој, и за физичкиот и за менталниот развој, а да не зборувам за губењето на времето што и немањето после време за некои корисни активности. Така да заморот е исто така чест симптом заради кој што доаѓаат родителите и градната болка, да не ја заборавиме. Таа исто така е еден многу чест симптом кој што пак за среќа е во најголем процент од психички или психолошки карактер или без да се знае од каде е потеклото. И моето последно прашање за денеска е дали е точно дека децата понекогаш имаат и покачен крвен притисок? Среќавате со такви ситуации? Да. Се почесто дека имале покачен крвен притисок, најдов на еден таков податок. Точно тоа е пак поврзано со дебелината, Марија. Сега, да речеме, можеби ќе најдам месечно 100 прегледи кај 2 или 3 деца. Тоа е обично машки деца на возраст од меѓу 12 и 15 години, кои што имаат прекомерна телесна тежина и кои ќе ги вака распрашате околу активностите или околу начинот на исхраната, ќе видите дека со тоа тука доминира брзата храна, сендвичите и слично и физичката неактивност и затоа и притисокот кај нив се покачува. Сега кога зборуваме за притисок како симптом, може да се јави притисок при некои органски болести на срцето, тоа се многу ретки состојби и тука обично се ова стиснување на аортата или надбобрежни жлезди, хормонални причини, но тоа се исклучително ретки состојби. Еве пак за овие 20 години негде околу 7 пациенти кои што имале проблем заради кои што имале висок притисок во детството. Иначе другото све било од оваа примарнава есенцијална хипертензија, животниот стил и исхраната. Затоа велат уште од најрани ноза децата да ги научиме на добар начин исхрана, физичка активност. Прво треба да внимаваме до 5-6 година да не бидат дебели. Бидејќи во тој случај многу голем процент од истите тие деца во возраста ќе имаат проблемот со дебелината понатаму, а потоа треба во предпубертетските денови да се заљубат во спортот и да го трошат своето слободно време во спортот, а не во други социјални активности. Така да се заљубат во спортот, да бидат физички активни. Вие сте влюбеник во планина Па уште не сум застанал на свој 54 години. Сега се вративме од Хималаите и така. Секогаш сте активен и ви како кардиолог, како педијатар и директно ја пренесуваат оваа порака до вашите пациенти, а и до сите гледачи. Јас сум за спортот и таа физичка активност веќе се гледа дека го продолжува животот за најмалку 10 до 15 години. И да сумираме, значи шумот на срце за шумот на срце да не се плашат многу нашите пациенти, односно тоа се здрави деца, ните родители, да направат еден преглед во специјализирана установа која што се занимава со лечење на децата. И доколку се работи за функционален шум, да не се прават тие прегледи контролни, бидејќи порано, например, кога ги правевме често тие контроли, па тие носат други психолошки проблеми, дека децата сами за себе се сметаат за помалку вредни во однос на врсниците, бидејќи нивните родители ги носат на прегледи, кои што всушност немале потреба. Нема потреба таков емоционален товар. Доктор Миле, ви благодарам уште еднаш за вашето гостување. Ви благодарам што бевте дел во магазинот од магазинот за родителство 0+ месеци, што ни дадовте убави појаснувања за оваа тема. Секогаш кога треба. Ви благодарам на вас. Почитувани, тука ја заокружуваме денешната емисија. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.